И здраво на сите, Мартин од Јаки Коли тука. Во моментот сме на автоплацот Автоданска во Скопје, кој што се наоѓа на улица Булевар Србија. Во моментот гледаме едно Форд Мондео, поточно од 2017 година, како мотор го има 2.0 TDC и моторот со 180 коњски сили, што се одлични за оваа каросерија. Вака дизајнерски морам да ги пофалам Форд, навистина направиле едно премиум возило. А еве сега едно мало тест возење на истото и впрочем би ви ги испишал од десната страна на екранот што конкретно поседува од опрема ова возило, бидејќи навистина има многу. А потоа ќе прокоментирам и некое мое видување за ова возило, некои мои први импресии. Навистина од Форд морам да кажам дека поготово за овој конкретно модел Мондео навистина дале се од себе да го направат да биде што е можно покомфорен, да биде што е можно поагилен, помоќен, по луксузен дури самава оваа внатрешност, поготово овој централен гребен кој што е доста масивен, доста цврст, се е свртано некако према возачот за да му се долови едно премиум чувство на него. Подпирањето исто така е одлично. Видовте, поминав неколку пати низ лежичките полицајци, навистина не се ни малку расклати колата, доста сигурност дава, доста јака цврстина дава, барем такво е чувството зад воланот. Така да како заклучок би рекол дека ова е едно одлично фамилиарно возило кое што нуди добра безбедност, добри перформанси и добра практичност. Впрочем, багажникот се отвара во вид на хетчбек, нагоре се отвара вратата, а самиот простор изнесува 458 литри, што е одлична бројка. Во однос на бројките за перформансите за овој конкретно модел, тие се исто така доста солидни. Забрзува до 100 за отприлика околу 8 секунди, навистина и се приметува тоа на папучата на газ дека ова возило има снага. И тоа повеќе од доволно. Максималната брзина му е 223 км на час, во однос на евростандардите нормално си е Евро 6, така да и тука немате грижи и гајлиња. А во однос на потрошувачката на гориво, исто и во тој сегмент, немојте да се плашите и покрај тоа што ова е помоќен мотор, навистина е доста економичен во однос на оно што можев да прочитам по форуми. Неговата потрошувачка низ град е околу 6,5 до 7 литри, некојаш и со попажливо возење може да се спушти и многу помалку. Еве сега ќе ви оставам и да го слушнете моторот малку. Кој што навистина сака, има моќ, сака да биде извозен и на автопат нормално. Мислам дека вреди за цената, поготово некој кој што бара едно моќно фамилиарно возило, дефинитивно еден од подобрите избори би било ова. Така да ви благодарам на вниманието. Се гледаме во следната епизода, која што ќе биде со еден модел на Мерцедес E-класа кој што во моментот претицуваме, чисто како најава за следното видео. Ако ви се допаѓаат вакви содржини, стиснете лайк, шер и сабскрајб и се гледаме во следното видео.